Да бидеш галеб, значи најкул и најубав. Така некако да леташ повисоко од другите. Да имаш едно големо срце и да бидеш отворен кон целиот свет и да ги сакаш сите и сите да ги прифаќаш, сите тебе да те прифатат. Забавни, исполнителни, вредни, харизматични, позитивна енергија и љубов и преубави луѓе и од надвор и од внатре. Мислам, мене покрај домашното воспитување, второто воспитување беше од извидници. Па пред се добра дружба, големо пријателство и дружење. Да бидеш разумен во тоа што го правиш, да бидеш носителот на промени. Да не треба да ти е страф да донесеш нови идеи. Генерации што помина, ретко кој има забегано од патот. И на крај галеб секогаш беше интелигенција, луѓе, верувајте. Супер. Идеално. Супер. Погода наша генерација, плюс минус генерациите. До ден денес најдобрите другари ми се од Галеб. Сите се некако со Галеб поврзани. Да. Имавме едно дружење, едно другарство кое што го немаше на друго место во Македонија. Ние секогаш бевме и омилени, а и секогаш и многу ни завидуваа во другите одредби. Дружбата во галеб секогаш била пред се искрена. Јас галеб го гледам и го сметам како второ семејство. Значи тие биле искрени другарства. Моменти што ја одбележуваат една младост, страшно големо дружење, огромни пријателства, нови љубови. Дружбата е нешто што фактички го држи као темел на одредба доаѓа, тоа е со децени. Дали тоа беа смотри, дали тоа беа активности, дали тоа беа пловидби или летни кампови. Ние си останавме другари до ден денеска. И ден денеска останата тоа некоја убава традиција дека забава може да направи галеб. Дружење на кој најмногу можам да ги издвојам Јане Илиевски и Јане Плавевски, со кои што го имаме, ајде да кажам, граден овој одред, некаде од 2005-2006 година па се до денес 20 години интензивна работа. Со мојата екипа од републичките ориентациони надпревари, со тие станавме кумови, станавме старосвати. Ја он кум ми е. Галеб е една голема фамилија, големо семејство, кај што имаше луѓе од 7 до 77 години возраст. Шаби и Марче, ние двајца. Лазо, Васе, Фичо, Хектор. Целата екипа таа, тогашна и ден денеска сме. Гушав, Гагове, исто бел. Да. Турско, Боро. Значи првите искачанки, Зизи, со Боро. Многу пати сме се изгубили, ама намерно. Тоа посебно беше на акции кога идевме во Србија. Еднаш кога останавме заробени во Романија, во Темишвар, затоа што едно девојче си го изгуби пасош. Сега последниот дел не се изгубивме. Подолг пат да стигнеме до целта сме ногеле. А инаку не стигава при тоа акција, сум се губела. Хектор еднаш како искочил голозинци, си изгубил и кој искочи низ едни грмушки, мислиш дека со тигрови се борел. Бевме бркани од пешар планинци, бегавме секој на своја страна. Он се изгуби до Загреб. Заедно со мене. Дубрава беше тоа. Ја да се изгубив не бев со никој. Не, имавме еден... Значи ја да се изгубив. Изев Захарije, Гари го викавме од Струмица, он не читаше на карта, ама изеја свртал наопачки. Ние место ваму отидовме таму и не вратија со трактор. Не очекувате да ви запеам, затоа што едва изборам. Го сакам денот што си оди, ја сакам ноќта јас. Ора момчето ми е заспало на кара камен планина, на кара камен планина. Ја ви запеам. Девојчице, док се небо затвара. Таа беше мојата, ти имаш Томи Ради, така беше. Дунаво, возови, Си направивме наш текст. Некој изгледа бокса почти попил и мисли дека возот плови по река. Марама, стави награди, кода е заборав. Не сум твој ти. Ајде, мајчка. Смеј се сега ти, како кобра опасна. Балкане, Балкане, Балкане мој. Пламен се дига, ајде скрив плантат, а нас не слуша Ела и Бор. Тоа не се заборава, тоа е внатре во коткена срце.
Сандвича со смоки. Оној од НАТО од донацијата бив строган, како се кажа, ни прашаци. Да. Месо од дирва. Ама с како зјадевме тоаш? Кога почнав да одам на извиници, мојата исхрана не беше ваква како што е сега. Садбинките. Службеното југо. Идеме на кај местото, кај не знам кој беше со нас што го знаеше кај треба да идеме. Идеме, еве го вика. Тоа ледина, нема ништо, ни вода, ни струја, ни ова, ни она. Мештаните доаѓаат, ги интересира кои се овие луѓе, што сте дошли. Им кажавме дека ќе правиме тука не логор, него камп за 200 корисници. Се чудеа прво. Тие ноќи таму поминати, тие неспиења, гоначарската работа. И нормално, првите љубови. Имаше некоја топлина. Тоа парче земја таму. Забави, женски, нормално. Тоа се најважна работа на кампот кој идеш. Секој мора да си има по една женска. Имам научено работи кои што никогаш не би ги научил никаде, например, како да варосувам, како да кречам, не знам, копавме ровови, садевме, не знам што све, со алати прв пат, некои сериозни користевме заедно со Боро. Јас со шмишем немам сечено па да пробам да заварувам. Доаѓаш прв пат у камп, идеш, те фаќа, видиш веце, клекнеш, имаш за 5 минути кофа вода. Пау! Од нигде никаде. Најголем проблем кој ти го намократ тоалетот, а ти што си мокар, нема влеза. Таму тоа ми беа првите летувања како извидник, значи бев многу мала, второ, трето, четврто одделение. И не знам, самото тоа што бев толку мала и без моите родители ми беше онака како пријатно. Длабокото чувство на одговорност, кое што се јави, кое што почнавме навистина да ја негуваме во големи количини. Ние навистина бевме тогаш деца, средношколци, а многу сериозно ја имавме сватено обврската да бидеме одговорни за по 300-350 луѓе во една смена. Чајн имаше дружба не само со извидници, со многу друштва доаѓа. Многу друштва од различно место од Македонија и беше слободно.